Почитувани, криминалната влада на Зоран Заев има пари за се, само за потребите на граѓаните не. СДСМ од опозиција ветуваше зголемување на инвестициите за заштита на животната средина и подобрување на квалитетот на воздухот. А опозиција на власт крати 2 милиони евра од буџетот наменети за заштита на животната средина. Човекот кој дрско одеше меѓу вас и ветуваше квалитетен амбиентален воздух, сега на кај памет не остава животната средина како една од приоритетите на граѓаните. 2 години подоцна, откако Зоран Заев ги изманипулира граѓаните, наместо за подобрување на квалитетот на воздухот, парите на граѓаните ги троши на милионски тендери во 4 очи за набавка на луксузни производи, цвеќиња за владата од 670.000 евра, кафи за 40.000 евра, морам да ги споменам и фантастичните 1 милион и 600.000 евра за лубриканти. Од друга страна, мерните станици за квалитетот на воздухот на повеќе локации не функционираат, а во буџетот нема пари за нови. Но, владата треба да знае дека тоа што на места нема мерни станици, не го менува фактот дека воздухот е се уште загаден. Градот Скопје и другите градови од натрешноста, кои минатата година уриваа рекорди во загаденост на воздухот, ниту оваа зима нема да ги заобиколи овој проблем, бидејќи власта не направи ништо од тоа што го ветуваше. Министерството за животна средина, кое е најповикано во однос на овој проблем, година и пол нема направено ништо за животната средина. Нема активности, нема нови проекти, а дури и голем дел од планираните проекти се одложени. ИПА проектите доцнат, а најклучните, како двете регионални депонии, се доведени под знак прашање. Може да се случи, поради несериозниот пристап и непрофесионалност на градоначалниците од СДСМ, да се изгубат повеќе од 50 милиони евра. Тука да не го заборавиме и проектот за колекторот за Охридското езеро, кој во исто време наговестува голема загриженост, а токму власта нема ниту денар, ниту идеја како да се започне со овој проект. Советувањата дека, ако почнеме преговори со Европската Унија, ќе добиеме многу средства со компензационите фондови, се поставува прашањето каде и како ќе ги потрошат. Кога не знаат да ги искористат ниту овие што сега им се на располагање, а очигледно сето тоа е заради немање ни идеја, ниту пак стручност за понатамошна реализација. Почитувани, ако не беше владата на ВМРО ДПМН, немаше да ги има ниту пречистителните станици во Берово, Гевгелија, Волково, Радовиш, Струмица, Кичево, Прилеп, Новосело, а и многу други проекти за кои имаме подготвено техничка документација. Ете, тоа е разликата, почитувани. Во искрената посветеност, професионалност и желба за подобра животна средина на граѓаните од страна на ВМРО ДПМН и карактеристичните лажни ветувања без реализација, но и без срам за нивно нереализирање од страна на СДСМ. Токму заради ова, а и многу друго, оваа неодговорна власт мора да се замине. Благодарам.